بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Zahvalnost nam pripaduje samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spasom neka bidat na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunnijat den. Jedan vernik treba da nauči dvor njegovio život da žive po definiciji. Definiciji na Kur'an i na sunnet. I da ne izlegovat od tije načela, da ne izlegovat od tije definiciji, da ne izlegovat od tije granici koji gi postavio Allah Đelešanu. Ne treba da žive jedan vernik, jani Salmana. Da žive kako će mu dojti na njegov odredan moment i odredeno vreme. Kako mu pasirat na njegova hava, na njegovi strasti. Jani pušten taka, vo всеко jedan moment različno da reagirate. A za tije momenti, za tije dadeni situaciji imat granici kufi, imat barijeri koji ne smije da gi pomini. Ili imat nešto što mu je obligacija, farz, mu je naredba da go napravi vo toj moment. Odnosno, jedan vernik treba da shvati vo njegov život deka toj je rob. Na Allah Đelešanu, rob. I treba da se ponašat kako rob. Nekako da nemat nikakva odgovornost sprema Allah Đelešanu. Ne deka kako nego gledat Allah Đelešanu na nego. Ni da se ponašat sekako kako mu pasirat samo na njegova hava. Nego treba da nauči deka ima toj granici. Deka ima toj ke nego nešta koji treba toj da gi sledi tije nešta. Deka toj Allah Đelešanu mu go opiša kompletni od njegov život i pejgamber alejhi selam so njegovio život pokaže kako treba da se žive to nešto. I ne treba da izlezi od ova nešto nadvor. Site tije poraki, naredbi i zabrani koji došle vo Kur'an, verniku treba dobro da gi primati. I dobro da gi sprovedi vo njegov život za da ima uspešen život. Broj 1, Allah go objavi na Kur'an za nas da nije lesen život. За да не се соочвиме со овакви проблеми со кои се соочвиме денес. Проблемиве се дешаваат поради нашето одбегнување на тие наредби и забрани од Аллах Đelešanu. Се оттргаме од теа нешто. Кога дојде во Куран, ја ејюхеллезина амену, овие што верувате, рекол Абдулlah ибн Месуд, добро начулете ги вашите уши. Зошто поради ова иде некоја наредба или некоја забрана? Добро, кога читате или слушате Коран. Добро, вели Абдулlah ибн Месуд, начулете ги, наострете ги вашите уши, зашто после ова иде наредба или забрана. Не е ова тук така. Ако влегвиш во таа група. Една од тие нешта, со која ако го имаме како дефиниција во наш живот, ако го земаме ова како мизан, како една вага, за да ги вагаме тие нешта, многу лесно ќе ни биде животот. Тоа нешто е вестите кои ние ги примаме. Нештата, информациите кои ние ги примаме, хаса специјално за нас. Специјално за верниците. Овие вести кои ги примаме морат да ги испитаме ние. Добро да се испита. Кога нешто ти земвиш, некоја хабар, некоја вест, некоја сознание, некоја информација кога земвиш, добро да ја испиташ. Зошто ќе видиме после Куранскиот ајет. Поради ова нешто, поради ова дефиниција што многу луѓе е немет во негов живот. Ова што Аллах Đelešanu ни го каже на нас дека добро треба да ја проверите таа информација, да ја испитате добро таа вест што иде кај вас. Човекот што ја носи таа вест добро да го исчешлате. Добро. Зошто да не се правите после пишма? Зошто поради земење на овие информации слепо, на овие вести, на овие хабери кои иден на вас, на нас и на вас, многу фамилии пропаднале. Фамилија цела пропаднала поради некоја вест што е зеле бати. Многу бракови пропаднале поради вакви вести. Многу ортаклами пропаднале поради вакво нешто.
поради немање на оваа дефиниција во нивни живот. Многу бизниси пропаднале поради ова нешто. И многу родбински вези се прекинале поради овие лоши информации, лоши вести земени. Многу опасно нешто, кое денеска верниците многу слабо го имат ова нешто. Која било информативна, пешатен медиум, електронски медиум да го земат, која било весте земји здраво за готово. Земји како ја ни халас, ова е од добар сенет, од добар ланец. Жално е, не добро е. Вели Аллах џеле шану: "Ја ејюхеллезина амену, ин џаакум фасикум бинабаин, фатабајјану أن تصبحوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين." Овие што верувате. Джајакум фасикум. Ако ви дојде на вас некој грешник, со некоја вест, бехабари, со некоја вест, бинебаин. Джајакум бинебаин. Ако ви дојде со некоја важна вест, небаин, нешто што ве интересира на вас, нешто што е поврзано со вас, нешто многу важно. Фатабајјану. Теа нешто вие проверете го. Во други кираат, фетефбуту. И проверете го теа, потврдете го теа нешто. Проверете го и потврдете го тоа нешто. За да на некого не му не несите зло, да не му направите неправда на некој. И после теа да се правите пишман, зошто го направите тоа нешто? Значи, кога видите некој со некоја вест, фасик, тој што иде, знај со теа немиме, со теа пренесвање на зборој, знај дека е фасик, дека е грешник. Се пренесе дека во време на Сулейман ибн Абдулмелик, ова еден од халифи, го повикал на еден човек и му рекол: "О, ти човече, зошто си зборувал ова замета?" Тој му рекол: "Аллахи, не сум зборувал за тебе, ништо." Рекол: "Слушај, мене ми кажа веродостоен човек. Ми кажа човек што е садик, што е искрен." Слушај, му рекол. Тој човек немој да биде садик, искрен. Зошто? Садик, сид, искреност и немиме, некој што пренесви на зборови, немој да се спојат овие две. Немој да биде тој садик ако пренесви на зборови. Ако ги пренесви овие зборови. Значи, добро испитај овие луѓе што ти носат некој ахбар, некој вести, некој нешто што те преокупира тебе, специјално за тебе. Овај ајет дојде себе причина за една, во време на пегамбар алейхи селам, едно племе, Бену Мусталак, ова племе прима ислам. Емир на ова племе беше Харith ибн Дирар. Харith ибн Дирар прима ислам со цело негово племе. Черка од овој човек, Харith ибн Дирар, беше Џувејрија, Уммул Муъминин, жена на пегамбар алейхи селам, после ова. Една жена на пегамбар алейхи селам, Џувејрија, бинт Харith ибн Дирар. Прима ислам со цело негово племе. Му рече на пегамбар алейхи селам: "Ја Расулуллах, да одам во моје место, да правам даваме на моје племе, годишно во филан ден ќе ти праштаме зекат на тебе и да живееме таму." Пегамбар алейхи селам му дозволи. Отиде овој човек и чекаше филан ден да дојде човек да го зема зекатот од нив. Тие го собрае цел зекат. Го собрае зекат, пегамбар алейхи селам ке ними го пушти Ал-Валид ибн Укба, ради Аллаху ан. Го пушти овај сахаби. Има неколку ривајати кои главната киса е веродостојна, ке му фесири. Се вели дека помеѓу овај и ова племе во назад имаше непријателство. И овај закасна од дадениот момент во кој требаше да стигнат ке ова племе. Бену Мусталик. Тие чекајши помина времето и рекоа: "Сигурно пегамбар алейхи селам е лут нешто на нас, пошто не дојде некој да го собери зекат." Рече Харith ибн Дирар: "Да го собериме цел зекат и да излезиме ми и да му го дајме на пегамбар алейхи селам." Се собра цело племе, го собрае зекат и тргна да го носе зекат ке пегамбар алейхи селам. Во пола пат ги стигна, управо се сретна со Валид ибн Укба. Ал-Валид ибн Укба. Кога ги видите од далеко, се врати ке пегамбар алейхи селам. Не се сретна со ними, се врати ке пегамбар алейхи селам. Му рече на пегамбар алейхи селам: "Ја Расулуллах,
се сретнав со ними, не сакаја да платат зекат и пробаја да ме убијат на мене. Пегамбер сам се многу се најде да одбие зекат, рекоа дека ќе примат ислам искрено, рекоа дека ќе плащат ислам искрено. Пушти една група да оди да провери това нешто. Кога стигнае до едно место, ги видоа на ними. Му рекоа, каде одите? Харис, рече на ове, каде одите? Рече, кај тебе, ти не сте сакал да платиш зекат. Валлахи, рече, се колнам во онај кој го испрати на пегамбера сам со вистина, а не сум се сретнал со Велид. Не дошол ке мене. Ние дојдовме да го носиме зекат. Кога дојде ке пегамбера сам му објасна што е случка, Велид призна. Го обзеде страх, го обзеде, везве се од шејтан и го кажа тоа нешто. И тога дојде овај ајет. Ако видите некој фасик со некоја вест, проверете ја, за да не му нанесите штета на некој други и после да се правите пишман за ова нешто. Затоа еден верник не треба да земи секоја информација здраво заготова. Секоја информација што му иде ке него, хаса, специјално од некој фасик, од некој дрдорко, од некој што зборува многу, од некој што ужива во немиме во пренесување на зборови, треба да ја провери добро таа вест, за да не му нанеси штета на некој други. Види, Сулейман алейхиссалам, каков пример имаме во Сулейман алейхиссалам. Худ-худ, таа птица худ-худ, беше на висок степен ке Сулейман алейхиссалам. Како еден од негови џунди, војници, негови војници бе инсан, џин, птици, негова војска. Еден од тие што имаше голем степен беше ова птица худ-худ. И тој ден кога закасна ова птица, кога не беше во строј, кажа еден дел, рече, ако не дојде со некој оправдание, ќе ја заколам на неја. Ако нема што да се оправда ова птица, Сулейман алейхиссалам. Кога дојде ова птица му кажа, не бе, голема киса, голем хабар, ги обавести за Белкиса, ги обавести дека има народ, кралство што му пред сежде на сонце, што не му пред сежде на омлажен лешани. Види што рече Сулейман алейхиссалам. Рече, кале, се нензур, садакте ем кунте минел кадибин. Че гледаме, рече. Вистина кажа или си од лажговците? Не му рече кажа вистина, си лажго, зашто дојде со голема вест. Не играчка, цел народ обожава некој други мимо Аллах. Рече, чекај, че гледаме, рече, дали вистина зборуваш или лажеш. Види каков бернамеж, каква програма треба да имате еден верник. Хаса кога му идет ахбар, кога му идет вести за нешто вакво големо. За да не се правиш после пишмање, за да не се тупаш после. Колку луѓе зеле ваква вест и извршиле освета, извршиле нешто за ова и после се тупале, се прелепи пишман. Зошто избрза? Зошто не опита? Зошто не се разопита? Зошто не преопита? Така верник не сме да брзаме. Не сме да му влезем на некој во хак поради некој фасик, поради некој грешник. Сафија. Сафијата бинте Хуеј. Ова беше Умул Муъминин, жена на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам додека беше во итикаф. Сафија, ради Аллаху анха, дојде ке пегамбер алейхиссалам да го прави зијарет во итикаф, во џамија. Кога заврши посетата, излезе со пегамбер алейхиссалам да ја носи до нејзина куќа. Додека одеше во пат пегамбер алейхиссалам со Сафија, виде двајца сахаби во улица. Ала рисликума, застаните, рече вие двајца. Пегамбер алейхиссалам, застаните. Рече, хадихи Сафија. Ова е Сафија. Ова е Сафија, рече. Морка Ресула, нема потреба да ни кажуваш на нас. Рече, валлахи, рече, се плашев да не ви напред некој везве се шејтан. Зашто шејтан вртит во крвта на човекот, вртит во вените на човекот како што вртит крвта во вените на човекот. Така шејтан вртит во вас и да не ви направи некој фитне на вас. Велит улема, ова беше потврдено дојде дека го видве на пегамбер алейхиссалам со жена, ама не знаеа која е таа. Тие беа сигурни дека го видве,
Ама не знае што се за тоа нешто. Не знае тие дека е таа Софија. И за да не кажат утре дека ние го видовме на Пегамбер Алейхиссалам со некоја жена. Негова Софија. Пегамбер Алейхиссалам му го објасна теа нешто. Значи не е доволно само да имаш некоја информација. Ја го видов него таму. Што правил тој таму, не знаеш. Ја го видов со еден зборуваш и што зборувал, не знаеш. Не е доволно само ти да имаш потврда за нешто, него треба да имаш и објаснение за тоа нешто што си го видел. А не да го исфарбаш ти со твоја фарба теа нешто. Не да му додадеш ти зборови на теа нешто. Ова е тоа нешто кое треба да го внимаваме. Али од ова киса, од ова случка, многу мухадиси велат, ти не треба да западнеш во места каде има некој фитне, за да привлечеш многу зборување. Не треба да западнеш во некои сомнежи, со кои сомнежи од твој гестор, од твое понашање, од твој живот, ќе му нанесеш на другите оправдание за оговарање на тебе. Значи, треба да внимаваш ти на твојот живот, на тоа каде се движиш, како се понашаш во твојот живот, за да не му дозволиш на другите да имаат ни мета за оговарање, твоите дела. Секогаш треба на ум да имаш дека ако некој ти носи некоја вест, хаса од некој твој близок, твој брат, твој близок, во дин, дека кажал нешто лошо за тебе, знај дека овој го сака лошото за тебе и за него. Одма. Знај дека не ти го сака тебе доброто што ти го кажал тоа нешто. Овој сака само да запали оган помеѓу вас. Сака да направи фитне помеѓу вас. И ако ти го примаш ова нешто, ако го примаш од некој фасик, вестов што иде, ако е примаш, вества што иде, ако е примаш и ти спадвиш во иста негова група. Исто. А хаса без ти да го провериш ова нешто. Ако го провериш, рече Филан за тебе вака, ој стике Филан, дали рече вака и вака, ми рече ова и ова. И тој ти рече не, халас ја. Падви тоа. Ама ти ако го земаш за ова и направиш некој чекори во ова нешто без да го провериш и ти спадвиш во таа група на фиск, на грешници. Треба да си внимателен за да не спаднеш. А хаса специјално ако и ти го пренесиш овој хабар. Ако и ти го пренесиш овој хабар, ти ќе видиш себеб за секој едно лошо што ќе произлези после ова нешто. Од ова пренесвање на овој хабар. Не треба човек специјално да зема некој хабар, некоја вест од некој противник, спрема други противник. Од некој ривал за други ривал. Никако. Не треба да се зема ни сведоштво од некој двајца ривали, двајца сопарници, двајца луѓе што се надпреварват во еден бизнис, во една трговија, во едно нешто, двајца трговци, не се земи сведоштво и не се земи вест од еден за други. Еден пример се кажува за еден доктор. Бил еден пациент ке еден доктор и му рекол болен, тој му препишал некои таблети, ги земви тебе одреден период овие таблети, заменви, се врашат по голем период, му го носит истиот извештај, истите таблети, диагноза што е напишал овој доктор. И кога видел овој не го познал на него, на пациентот доктор. Кога гледат, рекол за ова болест овие таблети, кој глупак ти ги дал овие? Рекол, вие ми ги дадовте. Зошто овој сакал да го оцрни мислејши на неговиот сопарник, на неговиот ривал, други доктор, што му ги препишал тие нешто. А тој бил тој. Значи немал реалитет во тоа нешто. Не бил искрен во тоа нешто. И затоа треба да внимаваме кога иде некоја хабар, некоја вест од двајца што се сопарници, што има некое недоразбирање помеѓу ними, дека веста од едниот и другиот не се земат, хаса специјално се додека не се провери добро. Нешто што е жално, што е тажно и што е поопасно од ова нешто, кога еден верник, како кажавме во почеток, земвид вест, хабар од CNN, BBC, кога земвид вест од тие куфар што го луфтире, што го нападнат овој ден. 2012 ќе биде кијамет. И тој чека до 2012 да биде кијамет. Ова може да прерасне во куфар. Ова не може да стасат до степен до куфар. Чекат тој CNN, BBC таму некои тие печатани електронски, не знам кои медиуми тие, јани
глави на борбата против ислам, да му кажат кој е хаварич, кој е мурџија, кој има това, кој има тоа во ислам, кој е, чекат од ними, од овие муфти, да му кажат кој е кој во ислам. Ова е пожално од све. Ова е најжалната вест. Allah Želešanu ti veli, ja ejuha alladina amanu, idha ja'akum fasikun, znači imat iman, i fasik grešnik ti dođe, со некоја вест, провери. А ти во ден што го луфтира, што го војувате ислам 24 сати, земви здраво за готово. Без да испиташ, без ништо го земви здраво за готово, плюс и го шириш тоа нешто, го шириш по другите луѓе. Кога ти дојде некој со вакво преносување, за некој твој брат, или ти дојде со некоја вест, одма секундарски во очи да му решиш, ја ова ќе го проверам. Ако решите од мене ли бе, немаш ани доверба во мене ли? Така ме учи Аллах, така ме учи овој Куран, да ги проверам вестите. Не од тебе, од мене, од секој еден, да ја провериш таа вест, да ја клаш во сито и решето, за да не му нанеши штета на некој. Од овој ајет што го спомнавме има неколку фаваиди, неколку вредности кои треба да ги земаме. Број 1, праведноста ке тебе не треба да падне на ниво, не треба да падне толку ниско праведноста, кога ти дојде некоја вест без да ја провериш. Ти треба да си повторно праведен, да си повторно ист со тој од кој ти дошла таа вест, се додека не ја провериш таа вест. Немој да мениш ништо. Немој да ни во односот спрема твојот брат, од која ти дошла вест, дека тој рекол нешто за тебе, немој да падне ништо од твојата праведност. Се додека не ја провериш таа вест. Зошто? Еден од сифатите на верниците да ги проверве, со овој ајет да ја проверве веста. Се вели дека селе, браќани, во тие ланци сенеди на пренесувачи на хадиси, специјално, ако имало некој побожен, алим, ама забележале ке него некоја точка во ова испитвање на вести, испитвање на тие хадиси кои иде од пегамбер алейхиссалам и од луѓето што ги пренесвеле, не ги провервеле добро, му давале една пута на ними. Само ради ова, дека не биле немарни во испитвање на праведноста на тие хабари за тие луѓе кои пренесвеле вестите, кои пренесвеле хадисите на пегамбер алейхиссалам. Ако биле мало немарни, му ределе голема пута на ними и ги земеле како неверодостојни. Само поради таа, ја ни ленливост нивна, што не ги провервеле луѓето кои ги носеле овие хадиси. Значи, понекогаш, кога се испита веста, се земвити од некој фасик. Мој да се земат вест и од фасик. Не ако ти иде некој грешник, го знаеш ти дека е грешник, тој и реши парстите в уши, ништо не слушаш од него. Не е ова праведност. Него веќе Аллах Желешану и да джаакум фасикун бинабейн фетебејену. Ако види некој грешник со некоја вест, испитајте ја таа вест. Не отфрлете ја, испитајте ја. Значи ако е вред, земајте ја. Ако е потврдите таа вест, земајте ја. Значи овој само грешник. И немој да видиш ти од ојне што ќе ги пренесве одма ова нешто, овие вести, што ќе ги направи во пракса. Ти идет ке тебе и ти го спроведвиш ова одма во пракса, оиш ке него и го нападвиш, него ти зошто си рекол вака за мене, да ломи. Дали си рекол за мене вака? Зошто поради ова мој да дојде до војна? Како после ова ајет, после овие неколку ајети вели улема, не толку така дојде на ајетот وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. И ако две групи на верници се убиваат помеѓу себе, помирете ги на ними. Себе вели тоа фитне, себе вакви вести иде до убивање на верници помеѓу себе. Иде до раздор помеѓу две групи на верници поради земење на вакви вести. И затоа добро да се проверат тие вести. Специјално, браќа, кога иде некоја вест, треба добро да провериш. Денеска е многу популарно тој Facebook. Иде таму некој хадис од пегамбер алейхиссалам. Хадис, рекол пегамбер алейхиссалам, нема ни Бухари, ни Муслим нигде, и ти го пренесвиш одма таму, лайк и шер, го пренесвиш. Ова многу опасно, браќа.
Рекол пегамбар алейхиссалам, кој ќе лажи за мене, мутаммиден, со намера, ќе излажи за мене, рекол пегамбар алейхиссалам, нека спремат место во џехеннем. Нека го спремат местото во џехеннем. Значи, тие хадиси не е така едноставно и без одговорност да ги шериш ти во Фейсбук. Може би се тие дај. Како денеска е многу познато во тие социјални мрежи дека има многу разни групи што не му го сакат доброто на исламот. Што има тие шии, денеска специјално во тие босански сајтови, има на стотици луѓе што работат на шиизам. И тие шират разни лажни хадиси за пегамбар алейхиссалам. И ти ги правиш шер, ги шириш тие нешто. Ти си соучесник во ова лажење. Соучесник се. Треба добро да внимаваш. Специјално исто така кога се работа за некој од улема. Рекол Ибн Тајмија ова, рекол Ибн Кајим ова. Треба добро да се провери тоа нешто пред да го кажеш. Добро да се провери пред да го пуштиш во шер таму. Зошто сме гледале, сум видел јани како пренеси некој од Ибн Тајмија нешто. А Ибн Тајмија во негова книга, во некој од негови книги, пример по фетава, земвит некој 3 листови, 4 листови, земвит од некој шеј, што му прави ред, што му врашта. Ти вели, рекол шеј, рекол филан и филан, со име и презиме. Вака, 3-4 страни спорува. И тој е отворил фетава во таа страна. Овој збор не е од Ибн Тајмија. Овој збор е од филан шеј, кој Ибн Тајмија му прави ред на него, му врашта на ова нешто. И ти велиш, рекол Ибн Тајмија, ова не е збор од Ибн Тајмија. Ибн Тајмија го наведува само како пример дека му враштат на овој батил, на ова невистина. Исто за Ибн Кајим и за други од улема. Најопасното од ова нешто, кога човек почне да пренесе зборови, почне да му верви на тоа нешто, најопасното е што ова го прави тој после станли ке него, тој суди со внатрешноста на човекот. Не со надворешноста. Не со теа што го гледат, него суди што имал во негово срце. Тој рече вака, ама мислеше вака. Тој рече вака, ама тој сакаше да каже вака. Не ме брат, ја го слушам дека рече вака. Да, ама ти не виде помеѓу реченици, не знаеш да читаш. Јас знам да читам помеѓу реченици. Науду биле ова, пак вид во степен на ширк. Пак вид во степен на ширк. Зошто? Зашто ти викаш дека го знаеш гајбот. Викаш дека знаеш тој што кажа, што крил во негово срце. Што мислел со негова глава. Ова немој никој освен Аллах Желешану да го знае и тој самиот што мисли. А не ти, значи, кога почне човек да ги пренесе тој ахбар, овие вести, тој почне да суди со внатрешноста на тој човек. Не што направил, што кажал и што мислел тој човек. Еден верник, една битна работа, еден верник треба секогаш да застане во одбрана на честа на својот брат. Еден верник секогаш треба да биде во одбрана на својот брат. Честа на братот, секогаш да биде во одбрана. Рекол пегамбер алейхиссалам, кој ќе ја брани честа на својот брат, Аллах Желешану ќе го штити неговото лице од огнот џехенемски. Што значи тоа? Се пренесува дека фитнето што беше за Аиша радијаллаху анха, што ја направи тоа тухме. Се пренесува дека Ебу Ајуб и негова жена Умму Ајуб. Дојде овај Ебу Ајуб ке негова жена и рече на негова жена. Рече, што велиш ти о моја жена? Рече, дали ја би направил зина? Рече, наузу билла, не, рече, ја немам шуме во тебе, ти си верник и нема да направиш такво нешто. Рече, Сафан ибн Муаттил, овој беше тој кој беше обвинат за ова фитне со Аиша радијаллаху анха. Сафан ибн Муаттил. Рече, овај валлахи, рече, е подобар од мене и повеќе се плашит од Аллах Желешану од мене. Како го обвине за такво нешто на него? Дали о ти моја жена? И рече, ова е Ебу Ајуб, на негова жена Умму Ајуб. Умму Ајуб, да.
Рече, дали ти би направила зина? Рече, аузу билля, како да направам ја зина? Рече, се плашам од Аллах Джелешану. Рече, валлахи, повеќе Аиша радијаллаху анха се плаши од тебе од Аллах Джелешану. Повеќе е побожна од тебе и повеќе е чиста од тебе. Зошто ја обвинува со вакво нешто? Виж во каква одбрана застана ова еу. И со ова го пречи овај сумнеш, го пречи ова фитне. Ке негова жена и ке него. Више не постојаше ова фитне. Ова е хабар, го спречи со ова нешто, со екина. Вака треба еден верник кога му дојде некој други да му зборви за некој верник. На овај начин треба да го пречи на овај. Кога ти дојде некој со зборување, за тебе знај дека и твојот збор рекол себе ќе го пренесе. Кога ти дојде рече филан и филан за тебе, вака знаеш дека и тој, ако рекол и тој се измешал во тие зборови. Тој не го прекинал на него. Иш, не го прекинал на него. Ако го прекинал, немаше да дојде до тоа нешто. Иншаллах, Аллах Джелешану да даде разбирање до овие неколку зборови, да не направите од оние кои ќе ги испитвиме вестите пред, да ги земаме и да ги гледаме во наш живот. Секогаш да ги имаме на ум овие начела кои ни ги кажуваат Аллах Джелешану на наш и само како така да судиме. Со тие дефиниции, со тие граници на ислам, нема да имаме проблем више. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم